Почитувани, добар ден во отвореното студио на Радио Пела во програмата Радио што се гледа. Како што најавивме денеска, го имаме гостин Дејан Тошевски, директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп, со кого што ќе поразговараме околу новините кои што се во тек, а и ќе следат, поврзани со социјалната заштита. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Мило ми е и повеќе пати имам кажано што имаме еден ваков медиум кој секогаш се грижи граѓаните на Прилеп и териториите каде што не гледаат сите навремено да бидат известени за промените во областа на социјалната заштита кои се случуваат. Благодарам за убавите зборови, а јас ќе продолжам со она што вие го започнавте, тоа е дека навистина има голем интерес со самото најавување за вашето гостување. Се чини дека во регионот на овие три општини, Прилеп, Кривогаштан и Долнени, каде што Меѓуопштинскиот центар за социјална работа работи, има доста приматели на социјална помош и сите оние мерки со кои што се офатани граѓаните. Затоа и ќе разговараме денеска, особено кога станува збор за новините што се на сила од одреден закон, а со кој што потргнувањето, по отстранувањето на воредните мерки со COVID-19 се врати состојбата од 2019 година. Што значи ова за примателите на гарантирана социјална помош и кои се тие мерки кои што се преземени, односно вратени на 2019 година? Видете сега, ние како Меѓуопштински центар за социјална работа, местно надлежности, како што знаат и сите, на територијата на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Согласно последните списоци за исплата, имаме некаде околу 2300 домаќинства, корисници на гарантирана минимална помош, кои по завршувањето на кризната состојба која важеше поврзана со COVID-19 вирусот на територија на цела држава, односно со заклучно со 36.2022 година, престанаа да важат сите мерки, олеснителни мерки кои беа првично донесени со уредба на влада со законска сила како што беше во периодот на кризата, понатаму со измените на Законот за социјална заштита, истите влегува во самиот закон и важат само тогаш кога се прогласува кризна состојба на територијата на цела држава, без разлика која е причината за прогласување на кризата, бидејќи владата не ја продолжи кризната состојба на територија на цела држава, престанаа да важат олеснителните околности за влезот во системот на социјална заштита. Дел од нив се најбитните се тие што ако пред кризата важеа условите домаќинството за да користи гарантирана минимална помош да не поседува моторно возило, сите членови на домаќинството да се активни баратели на работа, да не поседуваат земјоделско земјиште поголемо од 7 декари, му се засметуваа приходите за последниот месец само, не за последните 3 месеци. Сите овие услови, олеснителни, заклучно со 36-ти, престанаа да важат. Затоа искористувам оваа прилика како ваш гостин да ги информираме сите наши корисници кои не се пријавуваат редовно во трудот, односно во Агенцијата за вработување, истото во најбрз можен рок да го направат, затоа што сите членови на домаќинството мора да бидат активни баратели на работа. Воспротивно, оној член од домаќинството кој не е активен барател на работа, првично ќе биде исфрлен од самото домаќинство, а и понатаму ќе биде проблем за домаќинството да го остварува правото на гарантирана минимална помош. Ако до пред короната сите лица кои дале отказ од работа, кои добиле отказ од работа од причини како нарушување на работниот ред и дисциплина, не од оправдани причини, истите или спогодбено го раскинале работниот однос, истите 12 месеци не може да го користат правото на гарантирана минимална помош. Сега, со враќањето на со непродолжувањето на кризната состојба, истите права, истите услови продолжија да важат како и пред короната, односно пред COVID-19 кризата. Затоа, сите наши корисници на домашна адреса добиваат решенија од страна на Центарот за социјална работа и во нив му беше наведено што треба да направат кога ќе заврши кризата поврзана со COVID-19 вирусот, односно при самото изготвување на решението стои кој член на домаќинството не е активен барател на работа и дека во рок од 15 дена
со COVID-19 беше во рок од 30 дена, истиот да стане активен барател на работа. Сега веќе треба да се активни баратели, затоа викам, ние црпиме податоци од Агенцијата за вработување, најдобро е веднаш, ако нашите корисници, некој член од домаќинството не е активен барател на работа, истото да го ажурира во Агенцијата за вработување во Прилеп. Порано и забраните беа со намален обем, но односно оние забрани кои важеа 12 месеци, кои сега важат веќе 12 месеци, важеа 3 месеци, сега веќе се враќаме и на таа забрана од 12 месеци, како и во делот на враќање, нормално функционирање на центрите за социјална работа и враќање на механизмот на активација на нашите корисници, односно изготвување на активационен план за вработување на најбрзо можно вработливиот член на домаќинството и сега веќе важи условот доколку 2 пати одбие работа да му се прекине правото на гарантирана минимална помош на домаќинството и истото да не може да го користи во наредните 12 месеци. Затоа викам, од една страна треба нашите корисници да си ги ажурираат работите кои ги немаат направено изминатиот период, но од друга страна веќе е добро да почнеме да се вратиме во нормално функционирање од причина што, како што и сите можеме да се бележиме, имаме секојдневни барања за работници, а ние како Центар за социјална работа и Агенцијата за вработување, бидејќи самата замисла на Законот за социјална заштита и на цела социјална реформа беше вмрежување на повеќе институции за истите да ги вадат лицата од сиромаштија, односно да му помогнат до првото вработување и мислам дека овој механизам треба поактивно да го користиме и ние како Центар за социјална работа и Агенцијата за вработување за да му покажеме на луѓето кои се благодетите од вработувањето, а не користењето на гарантираната минимална помош. Генерално се тие за измените кои се случуваат во овој момент, ако имате дополнително прашање. Да. Во однос на состојбата од 2019-та, пред да стапи на сила военната состојба, односно кризната состојба, можеме ли да направиме споредба за бројките кои што со олеснителни околности биле тука пријавени во Прилеп за трите општини? И дали тоа би значело со враќање во нормала дека овие бројки ќе се намалат? Не можам да кажам дека бројката на корисници на гарантирана минимална помош со враќање на со непродолжување на кризна состојба дека ќе се врати на некоја бројка од 2019 година. Сепак, бројките кажуваат, ако тогаш сме имале околу 1600-700 корисници, сега имаме околу 2300 домаќинства кои се корисници на гарантирана минимална помош. Мислам дека со право можам да потврдам дека овие 600-700 влегоа во системот на социјална заштита со помош на мерките за олеснување, но сепак не можам да тврдам дека во овој период од веќе 3 години дека истите не ги исполнуваат условите и без олеснителните критериуми за влез во системот на социјална заштита, затоа што не можеме, тоа е секое домаќинство само по себе треба да го анализираме за да можеме да дојдеме до еден таков заклучок. Сепак сметам дека бројот на корисници согласно територијата на која располагаме не е особено голем, е во некои граници на нормала, истиот ќе се коригира. Да, во надолна линија би требало да се коригира, како што кажав, од причина што самата замисла на системот на социјална заштита, односно самата реформа на системот за социјална заштита беше да се дадат повисоки примања по основ на социјален трансфер кон домаќинствата, но истите да не се задржуваат долго во системот на социјална заштита, односно да се бара начин како побрзо домаќинството, најбрзо вработливите членови на домаќинството да бидат ангажирани работно во реалниот, во приватниот сектор. Спомнавте акцијски планови за вработување. Колку вие како институција можете да помогнете, а во исто време ова прашање поврзано и со вмрежувањето на институциите кои би можеле да помогнат. Затоа што навистина е нелогично да се бараат толку работници. Еве само да напоменам во Прилепската чаршија колку келнери се бараат, бидејќи голем дел заминаа во Хрватска, а од друга страна да се пријавуваат луѓето како невработени. Видете, активационите планови се еден добар механизам за
правење на проценка на членовите на домаќинството и кој е најбрзо вработливиот член во домаќинството. Ние имаме успешна соработка, односно успешно вмрежување и електронско и во соработка меѓу Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување. Ние и досега за секој наш корисник изготвувавме активационен за секој домаќинство што е корисник на гарантирана минимална помош, изготвувавме активационен план и истиот го праќавме до Агенцијата за вработување, но до соважењето на кризните мерки, односно на кризната состојба, членовите на домаќинствата не беа должни да се јават на нашите повици за вработување. Сега веќе со враќањето на работите во нормала, ако 2 пати одбие работа, тогаш го исклучуваат од системот на социјална заштита, што сметам дека е една фер игра. Вие на некого сте се потрудиле институционално да сработите, да му помогнете, не само да го поканите, туку да најдете и механизам за негова преквалификација, доквалификација, доколку му е потребна за да дојде до вработувањето. Затоа велам се прави проценка на најбрзо вработливиот член во домаќинството. Тој кој што исполнува најмногу квалификации, па и тука не престанува работата. Значи понатаму се продолжува да се работи со останатите членови на домаќинството. Веќе и Министерството има склучено соработка со неколку невладини организации кои треба да работат и на терен со младите лица, особено до 29 години, за да побрзо ги вклучуваме во работен процес и сметам дека тоа ќе биде еден успешен механизам за да му помогнеме од една страна и на бизнис секторот, но и да му помогнеме и на самите корисници да сватат кои се бенефитите од одење на работа, земање на пристојна плата, ако еден кандидат од семејството, тогаш и вториот и третиот вработлив, работоспособен човек во семејството, член на домаќинството, ќе сака да се вклучи во работен процес. Тоа е моето мислење. Многу пати сум гостувал тука и сум зборувал за истото. Ние како институции не треба да ги негуваме корисниците да останат во системот на социјална заштита, туку да најдеме механизам да ги извадиме и да го намалиме процентот на сиромаштија. Оти реално имате огласи, еве само Гентрен бараше, не знам дали уште активен оглас од 350 вработување. Нема фирма во градов кај што нема 5-10 работници кои не барат. Бевме сведоци, излегува и собствениците на угостителските објекти, не може да најдат вработени, а од друга страна имате домаќинства кои ви користат социјален трансфер, а не сакаат да се вклучат во работен процес и мислам дека државата треба своите механизми да ги впрегне точно во тој момент. Да најдеме механизам како да ги вадиме од системот на социјална заштита, да не ги оставиме незаштитени, туку да му најдеме соодветно работно место по квалификациите кои ги исполнуваат. Уште едно прашање поврзано со пандемијата која што се надеваме дека е зад нас и веќе се враќаме во нормала, а тоа е состојбата со семејното физичко насилство. Ние како медиуми добиваме на редовна база информации од Министерството за внатрешни работи, во кои што речиси секојдневно имаме податоци дека се случило физичко семејно насилство, колку и како Центарот за социјална работа се справува со овие немили случувања кои што се одвиваат во семејствата и на каков начин во системот се решаваат тие проблеми. Видете, согласно бројките со кои ние располагаме, пријавите за семејно насилство во Центарот за социјална работа, но и сите пријави кои стасуваат во Министерството за внатрешни работи се препраќаат до Центарот за социјална работа, не покажуваат дека имаме ние значителен скок на бројот на пријави за семејно насилство. Ако во 2021 тековна цела година снимале околу 200 пријави на семејно насилство, до сега квартално, мислам полугодишно за првите 6 месеци имаме околу 80 пријави за семејно насилство, од нив 17 се завршени со предлози до суд, значи жртвите сакале заштита од страна на Центарот за социјална работа, 11 воопшто не се јавиле во Центарот за социјална работа и по обидите од страна на стручните службеници, испратени покани, теренска посета, значи зборуваме дека ние се движиме во некоја нормална бројка согласно трендот од изминатите години.
за сериозноста, може би во изминатиот период се позачестени физичките семејни насилства, каде што постојат телесни повреди, барем така е согласно билтените од страна на Министерството за внатрешни работи, но сепак семејното насилство не е само физичкото насилство, туку е и психичкото, и економското насилство, така да една од јавните овластувања кои му се пренесени согласно закон на Центарот за социјална работа е да се грижи и за жртвите на семејно насилство. Можам да кажам со право дека успешно се справуваме, затоа што и таму се донесе нов закон за семејно насилство, кој важи, сега да не се лажам, ама мислам дека од мај 2021 година, каде што роковите за постапување од 24 часа се скратија на 12 часа, значи Центарот за социјална работа по пријава за извршено семејно насилство е должен да постапи истиот ден. Како постапувате вие? Без одложување. Значи се стапува во контакт со жртвата за семејно насилство, истата иди во просториите на Центарот за социјална работа, согласно предвидени формулари и протоколи за работа, се добива согласно за превземање на мерки, ако сака жртвата, ако не сака, тогаш Центарот нема надлежност, освен во ситуации каде што жртвата се наоѓа во некоја животозагрозувачка ситуација, каде што не мораме да чекаме незина согласно, туку со поради итноста на постапката веднаш доставуваме предлог до надлежен суд. Центарот прави проценка кои мерки се најдобри. Значи може да се превземат неколку мерки, тоа забрана да се заканува. Тие се мерки согласно во граѓанска постапка, значи не се кривични постапките, туку се граѓанска постапка. И значи може да се побара од судот да изрече мерка забрана да телефонира, да се заканува, да се доближува. И во крајен случај може да се изрече и мерката задолжително психијатриско лекување, доколку се работи за лице кој е корисник на алкохол, дрога, други психотропни супстанции или со некое психичко заболување кое самата природа единствена заштита и на жртвата, но и на сторителот на насилството е некој вид на задолжително психијатриско или болничко лекување. Тие се мерките доколку се јави потреба, значи државата, можам да кажам дека има изградено механизми, сервиси за жртвите кои се наоѓаат во животозагрозувачка состојба, каде што има малолетни деца или не мора да има малолетни, самата жртва да се најдува во таква состојба, да е потребно сместување. Значи ние имаме шелтер центри 24-48 часа, но имаме и до 3 месеци и понатаму се продолжува согласно наодите на стручните работници, се до моментот на осамостојување на жртвата на насилство да може самостојно да го продолжи живењето. Предпоставувам тука имате соработка и со граѓанскиот сектор, бидејќи една невладина организација во Прилеп, Центарот за граѓанска иницијатива, имаше изградено такви Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп работевме и се уште работиме има ја бесплатна психолошко советувалиште и правна помош за жртвите на семејно насилство, но сепак, како што кажав, и во рамките и на Министерството, но и во рамките на граѓанскиот сектор има изградено доволно капацитети да како Центар за социјална работа и во 1-2 пополноќ да треба да сместиме жртва на семејно насилство, истата да биде без никаков проблем и особена потешкотија да биде изнајдено најсоодветно решение за нас. Уште едно прашање поврзано со билтените полициски би рекла кои што ги добиваме, а кои што вие сте пак на некој начин задолжени, но и како институција сте во можност да помогнете, а тоа е се поголемото присуство на наркотици на улиците во Прилеп, барем според билтените полициски, навистина е застрашувачко, ката дневно се случува да има малолетници и млади луѓе кои што кај нив е пронајдено присуство на дрога. Како меѓуопштинскиот центар се справува со оваа состојба, што можете вие да помогнете и што барем според вас лично како раководител на еден таков центар, општеството, заедницата може да направи со оваа состојба? Видете, за трендот дали е зголем или намален на користење на наркотични други, искрено не можам да кажам
каква е состојбата, то МВР може да каже дали по бројот на пријави, на приведени лица, на уапсени, на пронајдена количина на дрога, сепак нашата институција работи во еден дел, друг дел, а тоа е работа со лицата кои се корисници на дрога и други психотропни супстанци. Како држава, како на ниво на министерство е склучен управен договор со Покров во Струмица. Тоа е едно здружение на граѓани кои се занимава со лекување, грижа на лица кои се корисници на дрога и други психотропни супстанци и на доброволна лична основа, значи ние не можеме таму да ги натераме корисниците присилно да бидат сместени, треба да се јави лична волја нивна, доколку се обратат до Покров или доколку се обратат до Центарот за социјална работа, истите се упатуваат во Покров во Струмица и сите трошоци по основ на сместување таму, грижа, ги превзема Центарот за социјална работа, се изготвува посебно решение и треба лекарски извештај од страна на специјалисти со која се потврдува состојбата за која самото лице потврдува. Така да можам да кажам дека сепак со давањето на можност на развој на социјалните услуги и на локално ниво, значи не само да се дава државните институции да мора да ги пружаат сите услуги од областа на социјалната заштита, малце се релаксира и се доби поквалитетна услуга. Значи исто така можам да ја пофалам и порака Неготино. Таму имаме згрижено наши лица кои се лица со попреченост, без родители и родителска грижа. За истите има 24 часовна грижа од страна на тие лица, исто се работи за здружение на граѓани. Државата, односно Министерството преку Центарот за социјална работа ги покрива сите трошоци за тие штитеници и со право можам да кажам дека полека се градат капацитетите, ниедно лице кое се нашло во положба на социјален ризик по било кој основ да не биде оставено на улица. Можам да кажам дека во градот фалат развој и на цела територија на овие три општини, фали развојот на социјалните услуги на локално ниво, некогаш треба да бидеме и поинвентивни во размислувањето на проблемите од социјалната заштита. За некои решенија не треба многу средства, но сепак мислам дека локалната самоуправа полека треба да размислува за покренување на совеста внатре, првин, во структурите на локалната самоуправа, повеќе да размислуваат за решавање и најдување на начин за решавање на социјалните проблеми, и сепак проблемите се случуваат на територијата на општина Прилеп, општина Кривогаштани и општина Долнени. Центарот за социјална работа успешно се грижи цел изминат период да ги решава, но сепак со законот за социјална заштита добар дел од надлежноците и се делегирани. И таа е идејата на социјалната реформа. Услугите од областа на социјална заштита да се развиваат понатаму на локално ниво. Таа децентрализација би рекла. Кога сме веќе кај оваа тема, во тек е јавниот повик објавен од Министерството за труд и социјална политика за социјални услуги, во кои што ќе бидат вклучени и општините. Колку што имам информации, овој проект од Министерството за труд и социјална заштита веќе е 4-та година во тек. Колку има интерес од овие три општини, Прилеп, Долнени и Кривогаштани, да се вклучат и на каков начин би функционирале овие дополнителни услуги што се однесува до социјалната заштита? Видете, во овој момент е во тек јавниот повик за конкурирање од страна на локалните самоуправи за добивање на грант од страна на Министерството за труд и социјална политика и Светска банка за развој на услугите на локално ниво. И тоа се три услуги: услуга во домот, услуги на советување и услуги во заедницата. Услугата во домот подразбира грижа во домот за стари, болни, немојни лица и лица со попреченост и личната асистенција. Услугите во заедницата значат дневни центри за стари лица, за деца со попреченост, деца на улица и така натаму. И услугите на советување, тоа се советувалишта за жртви на семејно насилство, за сторители, што е особено важно. И ние секогаш ќе се навратам на семејното насилство, работиме со жртвата, ама некогаш треба да работиме и со сторителот за да се најде причината за извршување на семејното насилство и понатамошна превенција истиот да не продолжи да биде. И не е секогаш само судска одлука, забрана да се доближува, ама треба да работите со него, да го промените неговиот начин на размислување за понатаму тој истиот да не продолжи да биде насилник во
заедницата. Во овој момент јас минатата недела имав состанок со градоначалниците на општините. Не мислам, туку сум уверен дека има расположение и желба од нивна страна да се аплицира на овој грант. Пред време нема да кажувам ништо, се до моментот дури да се заврши техничката документација, сите потребни документи треба да се соберат, да се направат одлуките кои треба да ги направи општината, да се аплицира на грантот, на повикот трае до 25.8. Мислам дека беше така, да не грешам. И се надевам дека веќе од есен ќе може да се пофалиме дека сме почнале да развиваме услуги на локално ниво на трите општини каде што јас сум местно надлежен директор. Сметам дека, од самиот состанок произлезе заклучокот дека се заинтересирани градоначалниците, да почекаме да заврши самиот конкурсот и сепак е ограничен бројот на апликации, важи за цела држава, важи за овие три да речеме услуги, развој на овие три услуги на локално ниво, да се надеваме дека конечно ќе можеме и ние да се пофалиме дека во Прилеп, Долнен и Кривогаштани сме развиле некоја услуга. Пописот си покажа дека населението остарува, младите се иселуваат, наталитетот си е во пајџачка вредност, така да сметам дека треба како локални функционери, како локална централна власт да се размислува на форми за грижа на старите лица во домашни услови, од причина што секогаш е подобро на лицето да му пружите нега во домот, односно од него да го сместите во некоја институција каде што колку и да се грижите, колку и да се убави условите, никогаш тоа лице нема да го има чувството како што ќе го има во куќата каде што секогаш живее. Дали тоа значи дека според овој јавен повик ќе можат општините сами да бираат кои од овие форми на услуги ќе ги даваат? И уште едно прашање во тој дел, значи ли тоа дека ќе има дополнителни вработувања за тие кои што ќе ги даваат услугите? Видете, факт е дека бенефитот е многу кратен од развојот на услугите на локално ниво. Од една страна тие ќе генерираат нови вработувања, а од друга страна имате корисници кои ќе ја видат услугата помош и нега во домот како што функционира во Австрија. Значи, ние бевме гостин во вашиот медиум, кажавме кој е начинот на функционирање на социјалната заштита во Република Австрија, еден од најдобро поставените во цела Европа. Таму начинот на функционирање на услугата на помош и нега во домот е ист како што е замислен со овој грант. Значи, можам да кажам дека е пресликано и согласно посебен правилник за услуга помош и нега во домот, таму имаш и ценовници, и начин на функционирање. Значи, локалната самоуправа аплицира со партнер од граѓанскиот сектор, Центарот за социјална работа е тој што изготвува решение врз основа на критериумите колку часовна нега на овој лице му треба. Значи, некој лице му треба 2, некој 4, некој 8 часовна грижа во домот. Тоа подразбира од капење, преслекување, перење, чистење, купување на лекови. Се надевам дека јас, и со градоначалниците кога разговаравме, ние имаме визија како треба да се случи нештото овдека. Пак ќе кажам, не пред време ништо не кажувам, се до моментот на конечно реализирање. Од едно е желбата од страна на градоначалниците и на Центарот за социјална работа, друго е согласно критериумите дали Министерството ќе додели грант на точно овие општини. Затоа викам да оставиме периодот да се сработи техничката документација, да се аплицира, па понатаму ќе може да се пофалиме дека еве на Прилеп толку вработување, толку корисници има и кој е целиот бенефит од развој на услугата помош и нега во домот за стари лица и лица со попреченост. Мене ми останува да ви се заблагодарам за разговорот. Јас се надевам дека следното гостување ќе биде како функционира тој систем кој што еве рековме дека сега е во тек јавниот повик за пружање на социјална заштита, дополнителна социјална заштита која би се одвивала барем во една од овие три општини кои што ги напоменавме.
За овие новини кои што ги кажавте вие, се надевам дека стигна информацијата до граѓаните за да знаат дека се враќаме на состојбата од 2019 година, а ние како медиум ќе информираме и дополнително и ќе подсетуваме за да знаат луѓето и корисниците на правата на социјална заштита дека мораат да ги имаат документите кои што се потребни за гарантирана социјална помош или пак доколку состојбата се променила и нашле работа, тогаш со среќа нека име. Ви благодарам на поканата. Мило ми е што имам еден ваков медиум кој секогаш стои на располагање на институциите, се со цел полесно информирање на граѓаните. И да, се надевам дека следното гостување ќе биде со промовирање на развој на некоја услуга. Тука се надевам на трите општини, затоа што видете, јас бевме во Република Австрија на студиска посета и кажувам, не е целта само да се прошетате, туку добрите европски практики да ги пренесете тука на локално ниво во сопствената држава. Ние имаме чести обуки, предавања благодарение на Zoom платформата и онлайн и мислам дека иднината е развојот на локалните услови да биде не само на една општина, туку на целиот регион, односно Прилеп, Долнене, Кривогаштани, се надевам тука како најблиска и наша сродна општина е општина Крушево, како еден цел регион заеднички ќе се развиваат услугите од социјалната заштита, затоа што и така беше и во Австрија каде што бевме. Градчето беше 6700 жители, но сепак тие механизми, односно провајдери кои ги имаше за социјални услуги, беа за регионот 90.000 жители, така да и ние тука некако се поклопуваме и мислам дека таму практиките можат во добар дел да се пресликаат и кај нас. Да се надеваме. Благодарам уште еднаш.